Значи, како што најавивме вчера, дека ќе почнеме со порадикални мерки, еве од денеска почнавме да блокираме улици низ градов, а доколку нема владава слух или представници од владата, ние планираме да превземеме поголеми мерки, например блокирање на регионални патишта и одење во Скопје пред влада. Нашите барања остануваат и истите од вчера што ги кажавме, дека исплата на бруто плата, да се отпочне со исплата на бруто плата и исплаќање на останатите плати и придонеси од 6 месец 2012 година до ден денес. Од вчера наваму никој ни се нема јавено, не е присутен ни директор во фабрикава. Ние очекувавме некоја реакција, но за жал до сега немаме никакви одговори од никого. Ние инсистираме средба со премиерот Зоран Заев, пошто тој ни вети дека ќе се реши состојбата во фирмава, и Кочо Анџушев, вице-премиерот за економски прашања. Значи, овој апел, овие луѓе што се собрани сите, да дојде до владата. Значи, единствено надлежен и единствено кој може да реши овој проблем. Само владата на Република Македонија. Еднаш за секојаш веќе 5 години имаме, кој што кажа председателот на синдикатот, не исплатени придонеси. Ни беше ветено технолошки вишок, ти гледате луѓе сите над 60 години и тука некаде, староснава граница. И еднаш за секојаш да се земи ко сите државјани во Македонија плата со придонеси. Дури тие услови не се исполна, мислам безпредметно е да разговараме и затоа очекуваме средба со премиерот или со вице-премиерот да конечно еднаш да ги решиме овие проблеми. Значи повеќе не се враќате во фабрика, така? Во фабрика ќе се враќаме, али ќе штрајкуваме додека не се реша овие наши проблеми. И с не со намера да одиме и Скопје пред владата на Република Македонија во Белким. Некој ќе се завземи. Повикувам и сите пензионери што се засегнати, привдечи сите со неплаќањето на придонеси. Сите наместо 12 пензии зема 10. Кој 3000, кој 2000, кој 4000 со неисплатените придонеси. Да ни се придружа помасовно. 34 години стаж платен, 31,5 признати 5 дена со 10.000 ќе одам пензија. Ден и ноќ 29 години на мраз, на снег бев изложен, на опасности на се, никој не се заниша ништо. И 5 години уште стаж не ми е платен. Од истото од 11. Па секако, се знае оти сум оштетен. Наместо да земам 12-13 ќе земам 10.000 пензија. Ова власт што ја имаме и претходната, нон-стоп не манипулира да работиме, да ни исплати здравствено осигурување или ако не ни исплати, нема да добијате здравствено осигурување додека не почнете со работа. Дали ние сме такви работници што во оваа држава само ние 260 вработени во оваа фирма немаме здравствено осигурување. Со уцена мораме да почнеме да работиме да ни исплатат здравствено осигурување. Јас не можам тоа да го замислам кога еден социјален случај зема повеќе плата од мене и има здравствено осигурување.